Револтирани граѓани во Штип денеска масовно излегува на протест низ градските улици, изразувајќи поддршка за семејството Демирови, за кој според нив е направена тешка неправда од страна на судските органи. Со транспаренти, извици, апел за правда, протестот заврши пред Основниот суд, каде граѓаните побара преиспитување на, како што велат, срамната пресуда по 2 години затвор за Весел Демиров и неговите 2 сина. Инцидентот се случил во 2021 година по полноќ. Весел Демиров, додека се обидувал да го паркира својот автомобил, непознато лице со возило Пасат застанало на патот и го попречил Демиров да се паркира. Според неговото сведоштво, побарал од возачот да го помести автомобилот, но наместо тоа започнала вербална расправија која брзо прераснала во физичко насилство. Како што раскажува Демиров, тој бил нападнат и удрен 2 пати. Еден од неговите синови бил повреден во пределот на главата, а неговата сопруга, која се обидела да ги раздели, добила удари. Семејството тврди дека било брутално претепано, но и покрај тоа по неколку години тие добиле затворска казна. 2021 година. После 12 часот беше тоа, после полно. Сакаш ја да си го паркира моето возило. Пред мене упадна Пасат. Што му го кажува само тоа да го повлече возило, тоа ми кажува, вика, оди ти сега да не обширеме тоа, така било таму К. После тоа, јас сум 2 пати удрен, сум, син ми е, ево челото му го давате, има самите слики покажува, жена ми е по целото тело удрена и донесени пресуда по 2 години за мене, 2 години за големиот син, 2 години за малиот син. Значи ја не сум задоволен од тоа, она што го донесе. Она донесе таква пресуда, што Македонија ќе се смее. Но овакви удари, гроздоморни удари, да ќе донесе таква пресуда, вика, не знаеме која држава живееме. Знаеме дека правдата ќе излезе на тај ден, че полицијата, лично полицијата мене ме носе со амбулантното возило, мене ме носе по болница. Мене ме шијат, мене ме носат долу станицата, држат ме до 5 сати. И судиката кажува дека ние твоите лекарски уверења не ги признаваме. Вика, не знаеме дали си ти удрен од него. Судиката од дека знае дека ние не ударим. Ние сме осудени без веза, без причина господинот Тепал и плюсно услова да го поштија. А ние Тепани и плюсно осудени по Бергини закон. Ја татко ми брат. Мајка ми Тепана, има на сликите оставени. И сакаме да судирата и јавно да мисле што прави. Правда за случајот пред камерите на медиумите побара и останатите присутни. Велат ако денеска неправдата е нанесена на Демирови, утре можеби ќе биде на нив. Како правен систем има во оваа држава, значи да има во судството една правдина, за да може да ги огледа овие, значи ова се докази. Ова не е некаква снимка или некоја монтажа. Се гледа како му шие на челото, како му шие на челото со неколку конци. И на крајот испаднува дека тие се криви, дека сами се удриле. Не може Тепаниот да биде осудуван. Не може во никој случај. Але се тие одсуството да излезат, да видат, да се преиспитат пресудата и да речат, чекајте, стоп, дајте и ние се луѓе. Оваа пресуда од 6 години, тоа цело семејство се затвора. На татко и 20 синови. Во согласно со ситуацијата, од страна на Основниот суд Штип информираа дека пресудата е донесена на 28 мај годинава, истата е се уште неправосилна и е во фаза на рок за жалба. Демирови пак заедно со своите граѓани дополнително истакнаа дека за правдата ќе се борат до крај.